Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Николич, навистина ја почитувам вашата дискусија и нивото на кое што разговаравте. Ми дава за право дека околу нашето дебатирање можеме да дојдеме до една заедничка точка, но сепак мислам дека конфузијата која што ја имавте и на Комисијата за образование, ја пренесовте и овде, од проста причина што го помешавте членот 13б, кој што веќе постои во основниот закон, со предлогот за измена со членот 13в. Нема да се сложам со вашата констатација дека измените кои што ги предлагаме во овој закон, рековте дека не е дозволено, дел од тие дилеми ви ги разјасни, мислам дека и заменикот министер, дека е недозволено, значи овој закон не дозволува конкурирање на домашни автори и издавачи. Не е точно, почитуван колега. Во измените, во членот 1 вели дека во средно стручно образование, ова го кажувам заради јавноста, да нема дилеми во јавноста, во средно стручно образование за наставните предмети може, значи се остава можност да конкурираат и странски автори, но секако дека доколку има наши домашни автори кои што ќе конкурираат, тука воопшто не станува збор за фаворизирање на странски автори. И не знам, еве ќе ве прашам и вас, зошто е толкав отпор кон Кембридж програмата. Не ми е јасно, цел свет знае дека Велика Британија и Кембридж се број 1 во настава и во образование. Од каде е тој отпор? Па да бевте толку патриоти за се нешто во државава, немаше да дојдеме до ова дереđе. И сега, значи, требаше да кажете, почитуван колега, дека си постои начин како сите тие учебници кои ќе бидат избрани, ќе бидат адаптирани. Се знае кој ги прави наставните планови и програми. Бирото за развој на образование и Центарот за средно стручно образование. Сите учебници кои што ќе бидат избрани, ќе бидат адаптирани на нашите услови. Јас малку истражував, почитуван колега, значи има 14 струки, сега зборуваме исклучиво за средно стручно образование. Има 14 струки, а во рамки на нив околу 44 профили, почитуван колега. Ке се сложите со мене дека тоа е огромен број на наставни предмети. Има книги за секоја струка, но не и за секој предмет. Значи, за некои стручни предмети, како што се генерално, најмалку има за графичка, геолошка струка, рударско и металуршка, музичка и шумарска струка. И кога се објавуваат огласи и конкурси, за жал, домашните автори не се јавуваат. Зошто не се јавуваат? Останува енигма, може би не им се исплати или не знам што, а најмногу има за економската, правната струка, хемиската, угостителската и земјоделската струка. Значи, да заклучиме, не се фаворизираат странските автори, напротив се отвара можност.